Мнозинството население кое живее кај Панаѓурот во Кочани против изградбата на нови згради, покажуваат анкетните листи кои ги спроведе советничката група Доста и невладиното здружение Green ORG. Денеска преку едношалтерскиот систем во општина Кочани овие анкетни листови беа доставени до општината со цел да се покаже дека граѓаните се против изградбата на згради за домување. Мнозинството население се изјасни против градење на згради на место викано Панаѓур. Ние како советничка група денеска ќе ги доставиме до општината заедно со невладината организација Green ORG до општината овие 250 такени листови кои за почеток се доволни доказ дека општината треба да ги земе за мислење. Од еколошкото друштво Green ORG Кочани велат дека нема да дозволат дополнителна бетонизација на просторот и уништување на зеленилото во тој дел од градот. Дополнително велат жителите ќе имаат проблеми со водоснабдување. Упатија апел до советниците на општина Кочани да се разгледа внимателно постапката пред да се донесе конечна одлука. Еколошкото здружение Green ORG изразува сериозна загриженост во врска со предложената урбанизација во рамки на Дуг 13. Сакаме да изјавиме дека нема да дозволиме понатамошна бетонизација на просторот на штета на зеленилото, јавниот интерес и квалитетот на животот на граѓаните. Урбанистичкото планирање мора да биде транспарентно, законито и во согласност со принципите за развој за одржив развој. Будно ќе го следиме целиот процес од постапката на усвојување до евентуалната реализација на терен и ќе реагираме институционално јавно при секој отстапување од законските процедури и јавниот интерес. Го повикуваме советот и надлежните институции да постапуваат одговорно во интерес на граѓаните и на животната средина. Градоначалникот на општина Кочани Владко Грозданов во телефонски разговор за Имнет телевизија посочи дека целата постапка е во фаза на разгледување и дека одлука ќе се носи во наредниот период.